Античката населба Градец и манастирскиот комплекс со двете цркви, првата двокорабна, соборна и втората епископска во форма на крст, високо над Црна и Лисичка река во Мариово, се единствените духовни светилишта од 4 век, кои сведочат за почетокот на христијанската вера на овие простори. Големата верба во Бога, во Синот Божи Исус Христос и во Мајката Божја Богородица биле предизвик манастирскиот комплекс да биде изграден според највисоките религиски стандарди. Црквите внатрешно биле уредувани со камена пластика, со иконостаси и со фреско живописи слични или поубави од оние кои ги красат манастирите, Свети Никола во манастир и Свети Илија во непосредна близина на Мелница. Според истражувањата или по аналогија, генезата на овие форми се бара на источните простори, но она што е битно за нас е фактот дека тие се датираат во периодот на крајот, како што реков, во крајот на 4 и 5 век, како почеток на процес на христијанизација на овој регион. До Градец тешко се стигнува. Во зимски услови час возење со джип, од Прилеп до Расенбегов мост на Црна, а од тука уште половина час пеш. Тешко пристапниот терен е дополнителен проблем. Локалитетот е изграден на едно од најстратегиските места во овој дел од Мариово. Станува збор за една исклучително значаен христијански микрорегион, каде што е концентрирана буквално за целиот Мариовско-Мегленска област световната, мислев на религиозната димензија на целиот овој простор. Така да не изненадува пројавата на исклучителни форми во архитектурата, во сликарството и во камената пластика на овој простор. Двете цркви од новооткријаниот манастир кај Градец покрај светите Петар и Павле често ги посетувале и во нив престојувале и други мисионери. Со манастирите Свети Илија и Свети Никола се во нераскинлив спој на христијанството, на православието, на црковното и на духовното единство на верниците, од Пелагонија преку Мариово и Меглен до Солунското поле. За културната и духовната вредност на овој антички локалитет од 4 век кај нас многу малку се знае, но за европските истражувачи тој е од исклучителна важност. Шведската наука и археолошка асоциација велат од Институтот за старословенска култура 2 години бараат комплексот да го возобноват и да го користат за нивни научни, но и за туристички потреби.